Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте. Денешната пресконференција е на тема за која во изминативе години во јавноста постоеше голем интерес, но и тема за која што немаше никаква јасна, јавна и транспарентна информација колку пари на граѓаните на Република Македонија се потрошени. Се работи за парите кои биле дадени од буџетот на Република Македонија за пропаганда и кампањи кои беа емитувани на електронските и печатени медиуми во земјава. Зборуваме за кампањите за трето дете, кампањите против абортус, Истражија Македонија, Ден на идеи, Ден на дрво, денови на храна и слично. Се работи за 38 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија. Потенцираме, во оваа сума не се пресметани 2006 година, 2007 година и 2016 година. Исто така, документите од овие години се уште не можеме да ги пронајдеме. Во оваа сума не се внесени ниту кампањите кои биле правени од страна на останатите министерства на поранешната влада на Никола Груевски. Сумата од речиси 38 милиони евра ја покрива само медиумската индустрија на поранешниот кабинет на премиерот Никола Груевски. Како што може да видите од табеларниот приказ број 1, парите на граѓаните на Република Македонија биле потрошени за речиси 15 милиони евра за продукција на кампањи се платени на само неколку маркетинг агенции. Во овие 15 милиони евра влегуваат и парите за закуп на огласи во одредени печатени медиуми. 200.000 евра се потрошени за истражување на јавното мислење. Оваа бројка може би е мала, но овој сегмент во наредниот период ќе добие и посебна пресконференција, бидејќи се уште не се анализирани сите документи овде. И третата ставка изнесува скоро 23 милиони евра платени за закуп на време за реклами во електронските медиуми во Македонија. Или вкупно скоро 38 милиони евра пари земени од буџетот на Република Македонија или пари земени директно од граѓаните, од сите нас. Постојат одредени невообичаени поклопувања кои би сакале да ви ги предочиме. Например, на 24.12.2008 година во само еден ден се префрлени 2.125.000 евра на неколку национални телевизии во само еден ден. Постои ставка, например, ангажман на консултант за еден месец кој е платен 30.000 евра. Тоа што се особено нејасни се критериумите како биле префрлани парите за закуп на простор за реклами кај комерцијалните национални концесионери. На прв поглед некој ќе рече дека тоа одело според рейтингот на телевизиите, но тоа е само на прв поглед, бидејќи табеларните прикази кои што ги гледате во моментов укажуваат дека тоа не било баш така, односно критериуми немало. Како што е видливо од вкрстените бројки, одредени национални телевизии едноставно биле плаќани многу повеќе од другите. Најмногу пари од владата добила телевизија под шифра 11 во табеларниот приказ или цели 7 милиони евра. Дека не постои критериум е јасно со појавата на нова телевизија со национална концесија во 2012 година или телевизија со шифра 33 на табелата. Во незината втора година од функционирање, оваа телевизија добива половина милион евра од владата на Никола Груевски. Наспроти, например, телевизија која долги години работи со национална концесија и која таа година добила само 22.000 евра. Разликата може да ја пресметате или да ја поедноставиме, разликата се 480.000 евра. Недостатокот на критериуми за распределување на парите на граѓаните, постоел и кон регионалните и локалните телевизиски оператори. По промената на собственичката структура на истите, некаде во 2013 и 2014 година, овие регионални и локални телевизии одеднаш почнуваат да добиваат значително повисоки суми за закуп на рекламно време. Предходно, или не добивале ич, или добивале по максимум 100 евро месечно. Сега почнуваат да добиваат договори во вредност од 15.000 евра. Заклучоци.
Анализава покажува дека владата на Никола Груевски потрошила речиси 38 милиони евра пари на граѓаните на Република Македонија на кампањи и пропаганда. Во овие 38 милиони евра, повторувам уште еднаш, не се внесени 2006 година, 2007 година, 2016 година. Исто така не се внесени ниту кампањите кои ги правеле посебно министерствата. Така што можно е оваа конечна бројка да е далеку поголема. Граѓаните сами ја плаќале пропагандата која што се спроведуваше врз нив. На самиот крај, сакаме да ве потсетиме дека новата македонска влада целосно ја прекина оваа негативна појава и повеќе нема да постојат ниту реклами, ниту плаќање на медиуми за маркетинг активности. Владата на Република Македонија повеќе нема да биде најголем маркетинг огласувач во земјава. Ви благодарам на вниманието, можеме да продолжиме со новинарски прашања доколку има. Повелете. За која телевизија се работи за оваа што напоминавте дека добила највеќе пари, односно 7 милиони евра? Значи, табеларниот приказ ќе го добиете, ќе ги замолам моите колеги да ви ги поделат двете табели, но имиња нема да споменуваме, бидејќи започнува предизборен период, кампања и сметаме дека тоа ќе биде нарушување на тој процес. Значи, имињата на телевизиите се ставени со шифри, можете да си продолжите да ги анализирате, меѓутоа ние нема да ги истакнуваме имињата. Рековте дека нема критериуми при распределба на парите за кампањива, за медиумските Немало. кампањи. Немало. Дали нешто ќе се превземе? Дали има простор за некакво кривично или не знам какво гонење на сторителите? Тоа ќе си каже основното јавно обвинителство. Наше беше да ги најдеме овие материјали, се работеше за голем број документи, фасцикли, кои што ги обработувавме. Во моментов ги изнесуваме сите овие информации пред македонската јавност. Постојат одредени нелогични работи за кои дефинитивно постои простор основното јавно обвинителство да се произнесе. Се разбира, се што ќе биде откриено во таа насока ќе биде доставено до нив. Зошто во оваа анализа не се вклучени 2006, 2007 и 2016 и дали ги имате податоците конкретно за кампањата за трето дете или за абортусот, колку пари се потрошени? На првото прашање одговорив, можеби не бев јасен доволно, да ви појаснам. Обработивме над 100 класери со документи. Во тие класери ги немаше 2006 година, 2007 година и делумно 2016 година. Тоа значи дека овие документи едноставно ги немаме. Второто прашање ви ги подсетиме? Одделно по кампањи дали ги имате колку биле трошени пари за трето дете, за абортус, истражување? И овој податок го имаме делумно само, затоа и не одевме со специфични бројки по кампања, бидејќи дел од кампањите ги произведувале и ги емитувале и ги реемитувале и самите министерства, што значи податокот, ако го објавивме по кампањи, ќе беше нецелосен. Други прашања? Ви благодарам на вниманието. Снимателите може да останат, некој побара видеоинсерти од презентацијата, ќе ја пуштиме да ротира, така што може да направите видеоинсерти. Ви благодарам уште еднаш. Пријатно.